Дали сте слушнале за преисториската населба во близина на пелагониското село Живојно? Резултатите од истражувањата на така наречената населба Влахо во Пелагонија покажаа дека оваа населба е била основана пред околу 8400 години. Населбата Влахо кај Живојно ја откри Драгица Симоска во 1972 година, кога се именувала како Влаку. Тогаш е направено кусо контролно ископување, кое за жал никогаш не било публикувано во целост, освен неколкуте кратки описи и парчиња керамика во каталогот Преисторијата во Централна Пелагонија. Во 1920 и 1921 година овој локалитет беше повторно препознаен. Во карпите под локалитетот има рударски окна за копање јаглен. И денес во близина на локалитетот, во ареалот именуван како Гробо и Забардо, се вршат геолошки бушења за јаглен за потребите на регбитова, што делумно ја доведува во прашање и судбината на оваа најстара откриена неолитска населба во Македонија. Дали знаете дека на 4 февруари 2013 година пожар ги пеплоса конаците на манастирот Трескавец кај Прилеп? А дали сте слушнале за народната песна која раскажува за преданието како тоа настанал манастирот? Народниот поет преку чудото ни ја представува Богородица, застаната на Златоврв планина, персонифицирана како јасна месечина, која го држи сонцето в раце, односно Синот Христос, а до нив стои јасна звезда од ангели небесни. Таа сака на тоа место да изгради манастир, но во тоа ја спречувале елимите. Поради тоа, како што вели народната песна, Богородица испратила Абер до сите светци на небото да дојдат и да ја помогнат. Тие веднаш пристигнале предводени од Свети Јоан и придружени од ангелите и на местото од старата Елимска црква изградиле нов православен манастир Трескавец, за во него да си седи Света Богородица. Потоа, Мајката Божија им порачала на светците од околината да ги созидаат и другите цркви и манастири, за и светците да бидат блиску до неа. Сите 70 светители кои биле присутни според народната песна, ја послушале желбата на Богородица и таму си направиле цркви и манастири. Едни во Вароша града, а други на Светагора.